Imаме Charleston, imаме swing. Dance, dance. Hey. Во Прилеп започна карневалската магија. Грашковци, фаланги, мечиња, великденски јајца, племиња од Африка беа само дел од големиот број на маски кои денеска продефилираа на градскиот плоштад. Дечињата се од градинката Тризла. Маската е слончето Бимбо и племето кое го бара, бидејќи тоа е загубено. Ние сме пехари и доаѓаме од училиштето Кочораци. Кој ви ја даде идејата да бидете пехари? Идејата ја даде наставничката. Маската е од Основно училиште Климент Охридски, 608 одделение, заеднички ја изработивме со колешката по математика. Двете математичарки прва година учествуваме, маската се вика Алиса во земјата на театарот. Годинава за прв пат карневалот се подели на два дела. Денеска се одржува детскиот карневал, а утре ќе се одржи карневалот за возрастни. Во што ти преправен ти денеска, Виктор? Во Грашко. Во Грашко лутко. Маската го носи името возот на среќата. Сметам дека децата се токму оние кои што навистина се најсрекни, а во суштина излегуваме од една убава средина, од Основното училиште Гоце Делчев, каде што навистина сме среќни, задоволни. Овие маски беа изработени од вредните рачиња на децата од сите основни училишта во градот, кои се на возраст до 12 години. Македонија навива за вас, 5 милиони како еден глас. Македонија сака победа, милион срца, една молитва. Ние сме македонската фаланга од Македонија, ние навиваме за Македонија. Многу ја сакаме и ја поддржуваме со нашето навивање. Овој карневал прераснува во вистински бренд, не само за Прилеп, туку и за Македонија. Додека пак на утрешниот карневал ќе продефилираат преку 2000 маскирани луѓе од земјава и странство и групни и поединечни маски. Ќе биде навистина лудо, забавно овде како што деликува за карневалски Прилеп. Како што може да забележите, забавата тука во Прилеп е во полнек, поради најавениот голем број на гости за текот на овие 2 дена. Работното време на сите ugostителски објекти е продолжено за 2 часа, а во недела во 21 часот се подготува голема маскембалска забава во хотелот Липа, која што ќе биде бесплатна и отворена за сите граѓани.